60 полицајци што ја чуваат македонско-грчката граница од нелегални преминувања се во самоизолација, бидејќи нивни колега од Унгарија, кој што беше овде на мисија, бил позитивен на коронавирусот. Откако е добиена информацијата за заболениот полицаец, Центарот за јавно здравје во Гевгелија почнал со тестирање на полициските припадници од две странски мисии. Бидејќи не се знае идентитетот на заболениот полицаец од Унгарија, ќе се тестираат и сите македонски полицајци кои што учествувале во мешаните патрули со странските колеги. Тестирањата се очекува да завршат до крајот на оваа седмица. Епидемиолошките истражувања добивме податок дека двете мисии, кои се броеле од некаде од прилика по 30 полицајци, престојувале во заедничка просторија во холот на сместувачкиот објект повеќе од 6 часа. Во тие 60 полицајци бил и заболениот. Така да престој на заразен во просторија повеќе од 6 часа со други луѓе се сместа за високоризичен контакт и затоа сите кои биле во контакт ги ставивме во карантин, значи во сместувачкиот капацитет, тие се сместени во своите соби, им се дели храна во собите, социјалните контакти им се ограничени. Гевгелискиот градоначалник рече дека мора да се почитуваат мерките за предпазливост и ги повика институциите да бидат постојано на терен. 6 институции имаат можност да ја вршат таа контрола. Во моментот ја вршат СВР, ОВР Гевгелија, вработените во ПС Гевгелија заедно со пазарниот инспекторат и се приклучи општина Гевгелија. Значи имаме 3 активни, останаа уште 3 кои не се активни и тука ќе видам проактивен и дали ќе упорен и ќе им кажам да се вклучат заради тоа што да биде поголем опфатот на контрола. Не е исто да контролираат 3 институции, 6 институции, а законот дава можност да контролираат 6 институции, сите максимално да се вложат. Гевгелија повеќе од 20 денови нема активен случај на COVID-19.